ја не може да сватам дали за прв пат јас сам ке дремав дека на шанки немам поима што да кажам. Требаше да ми дојде некој човек, дали сам јас закаснија или сам поранија, ама никад не е касно. Да видимо. Аха. Домакине, добри гости, ти дојдоја. Домакине, добри гости, ти дојдоја. Добар абер ти донесоја. Добар абер ти донесоја. Повели дечко, добар абер ти носо. Фала мој драг и омилен гост и мора да кажу јавно, добре дошли Боби. Добро ве нашли. Изволете на наш шанк. Фала. И мора јавно да признам дека ти си втор човек Добро. што ми донеа поклон у емисију и многу драг поклон. Да. И овој поклон нормално ќе добие заслужено место на наш шанк. Па, бере, ово е добро. Абер с виолина си ми Стално дошли. виолинистки ти биде овде. Бобче, добре дошли. Добро бе нашија. Знам дека никад не е касно, Никад. увек е рано. Тако е. Кога беше касно е за тугу, за среќу или обрат. Не, рано е за среќу увек. Да. Увек има место за среќу. Увек има. Многу ми е драго што си имам гости, што прифати да ми бидеш гост. Зашто знам дека си у период кад си многу зафатен. Кад имаш Наваѓа доста ангажман, нели? Наваѓа се. За луѓе што ти значи, можеш да најдеш увек. Мора да најдам место. Бобче, кажи ми, еве, ја и ти се знаеме многу дугачки години. Мисля дека и прошло емисија го спомна еден пионерски дом, едно златно доба. И ти си на македонско естраду, па мисля дека повише од 30 години. Па имам багажче музичко, имам. Да. Мисля дека си повише од 30 години. Сакаше да почне да зборува на македонски, ами ипак ми сме кумановци, може да треба нашки. Да не разберев. Да не разбере. Да не разберев луѓе, мислам. Пут до славу и назад. Пут до славу и назад. Види, пут е, како и сам што кажаат, пионерски дом, ама како се викаше на дом у центар Сакшта, извиднички дом. Извиднички дом. Знаеш дека Све со тој домови. Да. После тој беше, мислам дека и база на навивачки клуб Кумани, на Горички Сокак, десно збориме од... Оддавна памтим. Ми сме филијан луѓе. Да. Ми сме тој некој... Тај музичка кариера, Бобче, од тај период негде почине кога тебе. Музичка кариера, на што почиња? Откако сам се упишаја прво деление у основну школу, напоредно се запишаја и прву годину ниžu музичку школу. Браво. Значи, од так почиња моје потешествие збору с музику. Тако е. Сега 6 години, па доваѓав се. Тој почињав као нешто гитаријада, 14 години, 15, со нови мои колеги, ке ги спомнемо, за емисију, гитаријаде, така дале, значи завршава се на школа, па веќе почиња максимално професионално с мои, така да еве, мало увертиру тој што го работи. Мало, да. Бобче е познат и у Македонија и пошироко. Мислам дека за Бобите не треба многу да кажуваме, дека Бобче знае да направи добра атмосфера. Бобче текстописац добар. Мислам дека имаш текстови напишани. Тие ги кажуј само на убави женски. На мене не јавно не ги кажу. Не, само за женски. Скромно, не сакаш да кажеш, пошто знам дека имаш. Осин, еве, музика, текст, знам дека имаш и еден бенд. Да, еден добро, има повише. Имаше повише. Али памтитме по еден бенд, што сам прилично дугачок период. И ти остана. Па тако е. Тој, знаеш кога го Кумано кад ти извадив прекар или Надимак, тој те донесе за Надимак, да, и ти остана Боби Амадеус. И па види, ако кажу Бобан Зафировски, тој ми е моминско презиме. Ако кажу Боби Амадеус, знаем. Знаеш, ја листачите, знаемо се дугачки години, меѓутоа ми пак имаме периоди кога што нели не су ни се укрстовале путишта и нешто, нели да прочитам, да видам што е, како е, докуде смо.
И ја пишуј Боби Амадеус и ми скача за филоски. Викам, како че сега, да не збориме за друга човека. Да не се одае, бе, да земае. Да не се одае, Мужа бе, презиме бе. да не земае. Викам, не сега земам, мој, сега го здржавам. Бобче, дали естрада у Македонија малце, дали би го прокоментираја, знам дека Па зашто да не? у позитивно смисло, затоа зашто ми Кумановци не сакам многу да се рустамо и негативни мисли за дали мислиш дека конечно се праќамо на прав пут на естраду збору од музику или дале што викаше еден мој другар шлајфирамо? Шлајфуjem, а? Да. Па види, сега мора да бидам малци умерено некои работе, пошто ќе кажувам мое лично објективно или субјективно мислење, пошто ја имам бајаги искуство згоро средношколски години збору како нели гурама свите нешто ги трајаде забавна музика или не сум свиреја забавњаци така дале. Сега од тој аспект ако го гледам на мои 17, 18 години, 19, так ми било прекрасно убаво, све ми било розово, све ми било убаво. Дружење, генерација, гитаријади, скачање, социализација. Так не сме имали ни мобилни, не битно, мислим, Телефон со двојника. Со двојника. Па да, нека добиеш, ако завртиш побрзо порече, побрзо ќе го добиеш, земек. Ако не прас, пуштиме живти за Спушта да врте, мислим, не е мало толку софистицирана, а и пак сме ми биле софистицирани. И мало, знаеш како викам, многу поише браќа сега, многу помалце братство. Многу поише бесмо другари, а поголемо другари. Слажам се. Од Куманово искачува доста луѓе што и тој добри И још ги искача, има. Гледам млади деца, бендови нови што се прави, што искача. Спомнај би го Мартију, Мартинијан, Ивона, значи слатни дечиња што се трудив да ga задржив епитет на Куманово дека сме музички град, покрај шеговици, дека и музички град. Еве ти си повише по тие фестивали сега што се организира, што се прави. Дали се ствара Боби квалитет или како да кажам малце се прати мода у музику, како сите трендови. Помодарство или нешто? Тако е нешто, брат. Може да кажу, значи на мојо Сакаш? Извинеш да ме напашо, ми имamo интеракции со водичко Боби повели, пошто ја ќе забравам као и по обичај. Еве да си зему и за мене, брат. Ајде ке си. Даре, фала брат, за овој ќе добиеш картонче од палачинко. Така е. Ајде да правиме живели. Да. Прво с воду, па покасно со. Па да, покасно, после ќе завршиме да ги виолинче. Ќе го расвириме. Да, ајде лучше да сме живи и здрави, добродошли уште пат. Добро нашиот шемпут. Кој вечера ракија, доручко е воду и како е да се навратиме, значи тој помодарство можда што би било што улаза свугде, у сите пореку да нас брат. Ја мислим дека сам временски период носи некои работи, кога се нешто стварало пред 30-40 години. Еве да почнеме од класична музика. Добро. Од кој век е тоа? И денеска дали некој успеа да напише такво класично дело попут Моцарт, Да. Значи дали е тој момент у свак дел сегмент од некој година така дале што се пишувале песме и што се пишува све понавам, ја мислим дека дефинитивно, ќе го кажа кој сака нек се љути, нема га тај квалитет. Зашто? Затоа што и денеска ми слушаме numери кои се правиле пред 20 години, пред 30, дали од преработка, дали Френк Синатра, дали од светски калибар, дали од наш Еверин. Еве Бело дугме, Дивља јагоде, Плави оркестар, XU, да. Ај, тој мора да ги ставиме и македонски евергрини што су и денеска се свирив и така дале. Значи сега нешто мора да биде брутален искрен. Да. Значи јас сум музикот ти си у тој браншу, затоа ти прашуј тебе, пошто да не кажам најубав коментари и најубаву оценку можеш да дадеш, пошто како да ga нема, еве воопче ја на пример лично не памту дека да не биду лош, после 2005-2006 искочи некоја песна што остана да остави некои трајни вредности куде нас. Осем покојан Тоши, ама тој е многу малце. Порано Македонија имала плејаду на певачи што се направиле евергринди што и ден данас ќе ги слушаме и што викаш ти на XU простори. Ти гледај Френк Синатра га преработуев на 100 могуќи верзија. Ја не виде еден да искочи со свој текст композитор дали текстописац за да остане запаметено 25 години.
ја тој сам на себе не може да се го објасни. Дефинитивно, дали време такво така се пишува такви квалитетни песми, што повише одминува време, некако не беше така. Дали као нешто као инстант, нешто добро е 2-3 месеца, па се позабрави, па се навратиме од тие што се континуирано што се свири. Да. И сега може да е репер, такав нешто репер. Не мора да си ти кој знае колку музички образован за да сватиш дека има вредност. Па што има вредност? Па да. Ако ја го поју од Драган Мелковски или од Чија си или како Вардар ќе додиш ми денеска млади сакав да го слушам. И ја да кажем што ми појави нешто поново што млад, иако млад и ако е ново создадено, ама некако е узак период на афирмација на тој песма, некако не обстанува. Не трае многу. И ја тој исто сам на себе како музичар, како не може да искрено да си го објасни зашто е тоа така. Значи не може да дам и објаснување ни на себе, ни уопште и на твое питање. Да, некако знаеш, еве свириш ти и на приватни свирки, и на приватни забави, и на приватни журки, кога што си доста тражен, еве ти немој да си скромен, ја ќе си кажа зашто е тој такој. Добро. И тражен си и сега гледаш дека повише куде овој млад свет ќе запали в тие песме, нека некој нели тражив ти од тебе некој ти да не кажу нема песна што не го знаеш, далеко тој збора од Македонија баш све, не, нормално, ама од ексију простори Македонија. Джубокс нема таков джубокс што може сакаш песма да, одма да наручи да го свири. Ама сакам да кажу, еве, добри 7-80% од песме на ексију, па еве на светско ниво ги знаеш. И некако задње време се враќа потражње на тие ексију песме. Не во задње време, тој на нас одбаја ги период. Да, еве јас зашто викам не може да се присетува на некој добар хит од 2010, 12, 13, 15. Па, све некако. Мада сам еклетик слушам све што е добро. Видим, имамо артисти многу млади поготово од наш град, како што ви напоменасте. И така дале. Создава се авторски номери, прави се, пишува се, улажа се труд. Види, свак труд нели мора да се некако цени. Да, се вреднува некако. И сега наш има артисти, ја викам супер, све е добро. Така дале. Ама и тие артисти наси што ги напомнамо, па пример на свој наступ свирив скоро 70% ексију. Да. Односно и наши ваглин македонски песми. Да. Тоа е неизоставен дел едноставно. Семо овие луѓе што имав опус од 30 години, што држив концерти збора огромни, што имав авторски номери кои може да покрие концерт од 3 сата, па че беше може да треба 2 концерта за да ги спои свите авторски песни, нели? И јас сваќам го на некој начин, може да како кажу хендикеп, али ценува свак труд. Свака авторска номера кој ќе направи, кој ќе се да се афирмира и така дале, труд е уложен, свакаков труд, и финансиски, и емотивен, и текст да се напише, и студио, и време, и све, нели? И треба да се цени. Да, ти си, например, и секој твое време дали скачање со другари, со фамилија, дома да седнеш, некако многу превише го комерцијално сваќав музику, еве не музику, еве и нашу браншу или општо творештво, превише го сваќав комерцијално. Значи, пишуј ја подработуј нешто за дечиња, ово и оној. Значи, ако нема како и за возрастни у песму љубав, дечко, прва симпатија, Facebook, TikTok, значи некако тај песничка не проваѓа куде деца. Ако пишеш баба, дедо, тај сега знаеш. Дали превише улегнаме у свет на комерцијал овие? Комерцијала. Комерцијала е што е, ако ga дефинира збор комерцијала е од, кажамо, нели творештво од ексију. Тоа е комерцијал. Комерцијал увек останува едноставно. А во е нешто како има некој вредност, нема и брзо замре. А комерцијална музика што е правена у тој период, од тага, како што напомнам, до тага и ден денес се тај музика се свири, интерпретира, се конзумира од и младу популација го сакав, дугми, така дале. Значи, искрено не може да дам максимален одговор и зашто е тоа тако. Дали све некако свое време, дали више нема толку идеја, многу се користи в некои пропратни алатке збору, да не кажем ајде, и така дале, што не се користи прав човечки потенцијал да се напише, они вика, па ми го користиме како софтверска алатка.
Не може софтверска алатка да ти го побуди емоцију твој. Да. Знаеш, ако ти сам ga напишеш и твоја емоција да го напишеш, а не чека он да ми напише, па ја нешто ќе напишу музику, па нема ту емоција, нема чувства. Има колега од мој бранш. Било кој бранш. Да, у колега од мој бранш ја ќе кажу што цело сценарио за емисија ga правив ChatGPT. ChatGPT. Така е. И сега се поставља ChatGPT прашање. Затоа и ми кад почнемо со Никол и со Дарјата да го овој нешто работимо, кажамо дека ми нема да бидеме ChatGPT и дека ќе го направиме да биде овој формат како што изгледа. Сакамо наши гости луѓе да ги види малку од друго гледно тачко, знаев дека ти си професионалец со своју бранш и тој нема коментар за тој. Ама сакам и Боби да прокоментира нешто што можда некад не имае можност да го прокоментира, а и крај на крај ми сме на шанк. Значи ми разговараме отворено. Шанко, па се навраќаме на чорба. Што има нешто напишано на шанк? Нема ништо на шанк напишано по. Не дали и тој беше следеќето прашање, дали некако застанамо биднамо многу брзо заситлив народ или немамо добар квалитет за да ga задржиме внимание. Значи туј сам затоа зашто во некои ситуации ми се потврдило дека многу брзо се заситуваме од некои работи, многу брзо забравljamo со скратак рок на памтење сме, брат. Мислиш дека хард дискови нешто затајуев, а? Мисло, брат. Збор наш Багиров. Да. Багиров ХД. Да, современо технику или нешто, технику на сега све имамо као софистицирано, а сваја ќе кажу искрено немаме ништо. Да. Од толку софистицирано како едноставно да затупуемо хуно работи. Значи да ми извини сите гледачи тако нали, како нешто да се затупуе, тоа е наратно и целта на генерацијска збор луѓе кои не припатав у луѓе, него е цел да се како генерација на некој начин се затупуе, да не користи свој природен потенцијал што го поседува, што му го дае некој што ја го создае. Тако е. Наш создател се прави. Ево малку поозбилен разговор. Ја мислим дека што повеќе се нешто дава на тој што не е природен баланс, се ствара вештачки баланс, нешто да нема. Па и дисбаланс тежак, брат. И мене ми е криво што релативно млада популација као све за сите, на мобилен има, све му е достапно, све му е, као ништо не му е интересантно, као ништо не. И добро, што njega ќе го направи среќнева? Ако чуј убаво песма, вика, брат, ја го чуј тој песма или цел се вика наежи, нако стреши се. Па добро, што те победило тој? Како да го објасни што се наежи? Како да го објасни тој? Значи, допрело до njega, пошто ми имамо и надворешни сетила, но имамо и внатрешни сетила. Емоции му ги раздрмало, да. Суптилни сетила, кој значи ако допреш до суптилно сетило, вика наежи се, како да го објаснимо тој народски. Тоа е тој наежи се. Музика, фреквенција, текст. Да. Збор у момент, и сега, дали вие млада генерација, мислам дека како тој чувство не може да го сети, пошто презаситено све, превиш има на све мрежи, све. И интересантно сега, нели, свиру у ресторан, кафичку, така дале, многу генерација се вртив. И сега во една генерација назад X период, па дојде седнев, пример, цело друштво и мобилен телефон, сликам се, мостирам. Не смееш да мезиш док не направите слики. Знаеш, док не направи, нема се поскочи таму негде у хол, па пред огледало и така. Па у ВЦ. Прво ВЦ за други потреби се користеше. Ништо веќе не се знае кој што за што се користи, куде си легнае, зашто си таму тиша, и нешто све е нешто испомешано, ама негативен контекст, разбирам се. И тоа се многу работи, нажалост, кои сметав. Дошли су порано на времето док музицира сме у Скопје, док немаше толку мобилни телефони и така дале. Тоа е дружење, веселење, играње. Три фазана беше едно место куде што имате многу ноќи. Освидено, непреспиено, пројдено. Тоа е с години. Да, години се. Еве пример ќе кажам с група Маделус, ми сме потамо као скоро 7-8 години континуирано сме биле у исти објект. Јас сум бил детиште кад сам доаѓаја да ве гледам вас и ми е за тој посебно задоволство што си со мене на шак. Да се надовржу за тој. 8 години континуирано. Значи може да ги зброиме на прсти кога сме имале слободни данови. Значи так на први момаците ми
некој помак у меѓу гардеробо, нашу екстраваганција малце имаше тој брат, да. Малке шоу. Види, па тоа е, знаеш, треба да има малце сценска гардероба, треба малце да има и шоу, треба малце да се забави народ, не само преку музика, и да ги да го смееш, да го нашалиш, да го И јас знам, извини што ќе те прекину, тој време бесте групе што можеше да се наброив на еден прс. Беше Цаки Кисми, беше Опус, бесте ви. Не има многу групи, имаш Огнени момчиња, Премиер, многу Ангели групи посебно имаш. дојдева. Не, ама меѓу први што донесесте такав новину у македонску музику, фазон на облакање, у сценски наступ, рачита гардероба. Значи, Знаеш, ја да не кажам без сте пионири и со справо може да кажам носители на едну нову македонску сцену у тој поглед. Так се изродива убави песми и од Куде вас, и од Кисми, и од Опус, значи, така без у наводници можда се смее со некој, ама и после 30 години тие песме се врти данаске. Точно е. Значи, тој што го правиме бе. Да се надвржа на смејање. Да. Кад ме поканиваме на Амадеус да улегнеме у групу, да свиримо заедно, ја так моје искуство што го стекнав у Србија, беше 3 години свириш у Србија континуирано. Многу луѓе имам познаници од тамо, што сме се дружиле од тој музички свет, запознаен сум како функционира, па како работи, па што е интересантно, па сцена така дали. Викам момци, кој? Јас сум тамо стекнаа големо искуство, викам да тој да овдека да го направиме куде нас, викам. Овакој се околу гардеробу, овакво осветлување, квалитетен разлаз. Викам дај ќе се шиеме комбинизони како автомеханичи. Да. Патент овдека, комбинизони. И викам ќе се појавиме и наш моце ми погледнаа сите колеги, Боби вика, ќе ни се смее, викам. А извини, викам, ти кога го погледнаш Џорџ појавува, кажи го, бели чарапи, панталони, 3 фарталике и бели чарапи скочија догоре, викам, народ му се смее, ама каде njega овако е посета. Да. Тоа е сценска гардероба. Да. Тоа е шоу. Да. Перформанс да си направиш некој квалитетен. Викам, дај ќе направиме. Немој, викам, ќе се појавиме на Тумба фестивал, викам, ќе искочиме тако. И ми први искочиме тага од на Тумба фест. Со Шимо комбинизони, одекот згоре пише Амадеус бенд. Да. Која песма беше воопче таа? Прва песма, тој со Шеговини. Да. Клчу главу, клчу. Прва песма. Клчу главу, клчу, што да накалчу. Што да накалчу. Смешки, хумористична песма. Тој беше, да. Песма, така Завко покојни свиреше оркестар. Се снима песма македонску телевизија. Да. Како искочи? Викам, луѓе, во е хумористична. Викам, дај искочиме хумористично, маце да ги не смеем. У Дом на културу, во препуна. И викам, чекај, не искачимо, никој да не види. Имамо инструменти, нешто се продава играчки, гитарче мало, капаме. Оние како синтесайзерче. Мали играчки за деца. Да. Пошто фестивал так беше плейбек, можеше да си направиме таков фазон. Послушайте ме, моли ве. Послушаме, да играме и скачемо, 3 пута не враќам на бис. 3 пута не враќам. Од тега кога почна побарувачка за нас. Onda почнamo više da svirimo u Skopje i više za Amadeus, mi vidimo како некој синоним малце за некоја новина. И новина некој. Треба да бидете добри како, нели, немам ништо против и други групи, пошто нели покрај Играорно 18 години у фолклор па се нешто малце од малце разбирам од музика и слушаш и га пратим од имаш слух, да имаш слух и га пратите музички свет. Ви, тие 5-6 групе, бесте пионири у такво појавување на сцено, у сценски наступ, у некој комуникација и први како интеракција со публику, некако направисте. Веруј ми дека за први месец кога идемо у Скопје, што го напомнав локал 3 фазана, кога отидемо, немаше жив човек да легне. Викам, куде да ме да свириме, доли имаше плочки ние за тоалет. Да. Кој многу бе. Куде ме да свириме, жив човек нема. Што да правиме, магаза не слушнае, тој у Југославија ме свире, сме да. Скопје. Па комшилук мој, доле, да. Тако каде деките дојду. И шоу, леле, вика, ви мој кој ме свирите, важи, нема проблем, кој имamo жив човек нема. Што ќе правиме? Мозга, јавljamo се на Зона радио, да го донесе в студио у комплетно опрему, у ресторан 3 фазана и од тамо да води програм уживо. Да води програм уживо. Вика група Амадеус свирува уживо и исполнува желбите доколку ќе се јавите на телефонскиот број тој.
На фиксен телефон, бе. на фикса беше и тоа е. Тоа си слуша со така радио. Да, па радио. Да се јавите, ви исполнува желба во живо која сакате, јавете се на тој телефон, они се во 3 фазани, кај почна телефон да звони. Може ли овај? Може, ми свириме. Може ли овај? Може. Групата Амадеус гостува, сем што исполнува желба, него може да дојдете да ги видите и во живо и така напред. За месец дена 3 фазана бидна се резервација. Да, На немаше луѓе више игла куде да се пушти. Па не ги сметаше ни плочки, не ги гледа со доле. Беше Не. муабет, ми смо, еве да кажу дечишта ишле у 3 фазана, значи не е битно, на ќоше, на 200 лица Важно овој да си унутра. Да си унутра. Да го гледам, не може Амадеус да се што легне прави. унутра, брат. Тој беше. Се тоа газда 5 пат да го ширеше после. Да. Па тисони, па еписони, па после за направи, 200, па за 300, па 400. Така е. Па стави почна да ставлja и чашавчиња на се, брат. Значи, тоа е бидна и такој крена збор с нас Амадеус, такој крена работичка, викам смешно ли, викам сега другари, ај направите малце сапче на крај на месец, викам, чепче какво ви е смешно ли? Па нели бева смешно, викам лепа брена и сладки грех. Да, и он Стадиони искочива. пуни сва. Пуни стадиони, тренерки искочива. Ма не е Да. смешно. Не. Ништо не е смешно. Сценска изведба некад сама го кажуе цел наступ. И со тој сценско изведба фактички ти како да си го завршија наступ пред време. И тој немаш никакав проблем, затоа што ти знаеш што си доловија, ти си бија визионер у тој и после мисли дека и други га прифатива тој. Па почнава малце као они да шива исто гардеробу и така дали. па исто да се облачува, Ако не е па- проблем, не е проблем. Ми се виде сме у фракови, бе, боби. Чекај, Фрако. знаеш што памту, сега кажеш дека ти воопче не си тачен. Ајде. Памту Амадеус кафит кога го рекламирасте с перики, с фракови като легнасте. Значи имаше Амадеус кафит куде што е Долче Вита сега, Да, бе. куде шумкара, тој негде нели у терет беа, без со мејкап, Амадеус и не знам кој беше. И знам дека ви улегнасте с фракови со оние бели перике. Перите да користе смо, значи ми стварно се смо фракови. Знам. Шие сме ги, шиване ги професионален човек у македонско најно телевизију, у МНТ. Уманата, да. Костюмограф што е човек, зема ни мерка се за свакога. Значи ми сме наступувале скоро секој вечер различито гардеробу. Да. И прави сме шоу, има сме свите далински пилотке, далински. Да, така се. Прави сме шоу. Да. Па има сме димну машину, осветлување професионално. Да. Па наш Па без оние кугле со 4 различити светла со сијалици. Па лајде, оно сакам да кажам, некоја новина. Па ја тоа викам, пионери без у такво нешто што малце га сменисте движење на македонску сцену и на македонску музику, што постависте едни стандарди дека од овдека подоре не смее никој, Па- ако сака да успее. У збору у наступ. У наступ. У наступ, сценски наступ. Сценски збор. наступ. А види, али сега сме свирели некој, кога дојде некоја, пример, свадба или некој onda сме се били облечени. Да, Шу свечено тоалето, збор и така дали, Да. пошто тоа е свечен чин. Али и трајсва, не, облечите се, ви како ќе се облачите, вика на нашу свадба, ќе знаеш, биде некад убаво. луѓе, ја еве кад почнаваме да го снимам имаше муабет Никола. Пошто сте биле уникатни, Добро. сега ви испратисва едно уникатно палачинко, Добро. треба да го пробате. Да го пробам. Или да го после си пробаме. го изјавите. Те да Чекај, ми прашам го нешто. отворимо да видимо што е само. Бобче, овој... Же. Значи, веќе кад смо тој да ги спомнемо наши подржувачи. Ајде ги видиме. Вафли. Најбољи палачинчиња у Куманово. Етно село Тимчевски. Најдобро едење, смештај, музика во етно село Куде е тој Тимчевски. Тимчевски? Тимчевски, Локација? етно село, локација кај ќе појдеш на куде Криво Паланку пред војник мост десно. А опишува табло. Табла има пише етно село Тимчевски. Цирив еди наши другари Неќу кој индиректно ке Добро. Куде што е добро. Елида маркети, куде што може да се снабдиш, иде празник, иде 1 мај, да си земеш све, да си ручаш, да си спремиш скару и знаеш што? Добро, да. Толку што е ефтино, ќе имаш пари за еш еден празник. Па треба да кажеш џабе, а? За малта не е џабе, да. И добре, Да, Иду си. Бањолукс, све за ваши бања, санитарија, чешме, туш кабине. О, ќе му кажа на газо 3 фазана си купи плочки, да Да, и како да ги смени. О, Да. каже види, И да се затуширав, гости предулегне, па да. Да су И чисти. Арликино витамин бар. Тостови, сендвичи, пице. Добро. Витамински Бомбе. шејкови. витамински праток бомбе. да погоду. Значи Арликино, изволте. Тој се наши помагачи што не помагав и мисија да изгледа кој што изгледа. И још немамо тие пластични хирурзи да бидеме поубави, али здравје, време ќе си каже. Време кажеш. Бобче, овој стави сега на страна. Не, чека да прашам. Чуе сум дека овој
Па кад го изедеш овој, као барем за едно, еве докато трае емисија, барем едно 500 грама да скину. Може брат, Да, кида. Да, кине. Значи, можеш да изгубиш и 1000, овој како се викаше, калорија, тој се дешава у случај кога ти падне доле. Onda neka stoji ovako. Да нека стои овако. Слушай, другари, овој нема да го зимате, мислим. Да, не, овој си е чисто твој. Овој си чисто Овој ти си моје. останува и нема мрдање. Дечки не може да се пружа. Не, они знаеш што они се задушени за отпасен. Тој што ќе стане бананке, картончиња, мене ме тепа ако не му дам мој палачинко, значи ми си имамо тој фајт меѓу себе, тоа е. Добро, разбирам. А има зашто се фајтате? Како не брат, ова е убаво како да не се фајтаме. Овој пат ќе му се падне на бобчето да го лиже. Знаеш што? Брат, видиш, мене колку се ми добри мои соработници, на крај ме стављаат ја да лиже, брат. Па не знам сега, види, па не види, ај сега нема да биду до толку, па ќе оставу барем пола ќе го поделим. Барем од банану ќе ми Ќе го остави. поделимо пола банано. Барем од банану ќе ми Па остави. не знам љуш па ако стане. Да го делу с мои другари, да. Боже. Да се насмееме од тој цилј. Боби, извинете, прашам, Боби си да ви каже. Боби правилно. Прав Боби. И јас се викам Боби, ама имате у вашу продукција што нова Боби? Не. Не? Не, он е Даре, ама Боби ga викамо на Галена. Боби на куп. Боби на куп смо сега. Само тоа Боби на куп, затоа си Боже. И сега викамо Бобче, па што брат има, освен мене да има подруга кога да се вика брат. Боби напомна, еднога Бобита ќе го спомну сега, Добро. тој е наш сограѓанин. Серафимовски, Ето, другар мој. ето. Поздрав Боби, поздрав Наш од Боби, мене и од така. Бобчета. Значи мој другар, добар другар. Повржано со њега нешто. Јас сум со њега од, како вика свите, од мали ноги. Па како може да имamo мали големи ноги? Си сме мали с мали ноги биле, знаеш. И такој од сам старт, како сме пошли ниже мушу школа, еве до денеска јас с Бобитен сум нонстоп по контакт, си највише дружимо. Еден податок ќе ти кажу што се тиче на музичко поле. Да 88 или 89, не ме фаќа збор точно тие две години. Боби беше напишае песму, ама нема смо име како да го крстимо. Тој е он е комплетен автор. Јас сам свирија таму клавиатуре, а он го пое и неговите текст комплетна музика, само сам свирија таму клавиатуре, али како сме биле како дуо, како друго дуо. Песма се вика Ивона и напишане како да го крстимо. Да ти кажу искрено, тага е на времето сега, нели, тие младалечки данови, таму се на 18 години имаше едно како девојку таму на Хвар што свиреше као некој девојко збору Бечар 18-19 години и викаше си Ивона, бе Боби, викам, дај да се крсти, викам песма Ивона. Може Боби. И такој красива песма има. Песма е прекрасна балада. Напиша го Боби, ти знаеше дека ми смо с тој песма биле на Белград, понешни програм 202, месец дана прво место на топ листу. Збору за тој период. Да. Куде што е многу јака конкуренција била. Набројано ги пред Чорба, Плави оркестар, ЕКВ, значи да, значи тоа е било така да бидеш така да бидеш успешен било много тешко. Сакам да кажу ради име Боби сакам да кажам. Мора да го напомнем овој. Мора да кажу податок. Ретко го покажува податок е ради Боби ми се овој. Иначе куде god да се појавува мора да го кажу пошто таа песма е прекрасна. Биле поканиле се и у телевизија Нови Сад Војводина да бидемо гости у емисија. И така се Боби појави, ма сакам да кажам дека тоа е голем успех за тој период збор каде што е било боли глава бендови познати. Бобче, јас едно ќе ти кажу, мене ме тој чуди, мо вече го примам претходно, деца што ги е све на дофат, не умеат да ги искористи, а тој за да биде нешто, да бидат болji у наводници од нас, или барем да се потрудив. Не викам дека не се болji. Што викаш ти менја се времење, технологија и све. Слажам се. Меѓутоа, у наше време збору и од музику, и од мангук плак, Добро. многу е било тешко да се избориш за име у чаршију, затоа зашто од 10 душе, пошто јас сум исто пораснаја како дете
у град Град Т, со Т. Да, со Т, тврдо Т како На Италија, паркинг, на како паркинг. Италија на На паркинг. паркинг. Така. Куде ташко што имаше флипери, куде мене доле се куде што е Добро. на Куде е тој, куде нема? ФЗЦ маркет. Не, ти Немам не појма, знаеш. не знам. Старац куде што ги имаше флипери и жадо. Значи да ги кажеме некои култни места у Кумано. И тега беше проблем да бидеш мангуп зашто од 10 души 12 беа тепачи. О, па да, на тој поле да. На тој поле. Не смееш да гледаш уни женско, не смееш да го погледнеш, Е, Боже исто- мили. А они не гледаат. Они не гледаат и што да Како правиш. направо се А, исто беше и у музика и сви сфери. У тој време беше многу потешко да бидеш прв, што викаш ти, да те викне, па ми од игрорно се радуе сме, у Дом на култура ги имamo наступ. Тако е. Ми 95-ту с Макита, па да си га спомнам мојega Ајде, инструктора Маки. Маки. Кум. Поздрав Маки. Кум. По на свите е кум. На свите, да. Поздрав до Макита. Ми 95-ту земамо, бесме прогласени за најдобар ансамбл у Европа. Браво. Затоа што беше воопче стварно од преврачки карактер, микрофони наредени. Оценуев ти га твое однесување у чашију, тамо како се понашаш. Тоа е све спада у судиска одлука дали ќе бидете први или не. Така е. Може да сте најболи игрорци, ама да не се понашате како што треба. Тако е. И тага да победиш од 24 ансамбла у Европу, да бидеш прво, тоа беше успех и тој ни ги отвори врата за посебно едно може 50-60 турнеи низ цело Европа, па и пошироко. Како да нема да се изгуби надпреварувачки дух, како да се изгуби тој да чека да биду болji од Бобита, не, ја на пример Бобита не ја гледам како конкуренција, него како мотив да биду болji од njega. Сега некако многу се служимо со завидлак, со Не, ќе ти кажа што е да. Моја мислење ќе кажу. Ајде брате. Збору за млади артисти, не важи за свите, збору баш што су млади, 18, 19, 20 години. Он мислим дека с нима све почиња, с нима све завршува. Да си ми живи. Иако е све на доха, све што го имам, знаеш, ама ни се почиња с нима, ни се завршува. Да, да. Он и тој прво треба да стекне искуство. Како се стекне искуство? Свирки. Не може да го прескочи да отиде на 10 скалел голел прво. Не може да го купиш, ти ќе купиш инструмент или било што ќе купиш. Публику не може да го купиш. Не само публику не викам, Да. публику не може да го излажеш како Никад, прво. никад. Поготово наша публика Да. што се и разбират музику, Да. и играње, и појан, зашто викам кога нас кога дојдеш, немој да свириш ни да поеш да се фалиш ни да и ќе те насвирив, ќе те наиграв, ќе те напоев. Да, да, да. Тој не е за џабе кажано. Тој свака дека живи да нас така, за било кој наступ. Да. Еве ga тој осетил никад не е касно. Да, и за Кад тоа одеш не може да отидеме, да. овде, нели, да проđеш код Босна, нема да се хвалиш да знаеш да певаш. Да. Кад проđеш код Србија, нема знаеш да засвираш. А кад проđеш код Македонија, немој случајно да се хвалиш да знаеш да свираш, да певаш и да играш. да. И да ќе напевај, и да ќе насвирај, и ќе те надиграј. Да Никад не не се е сега многу да. фалимо, тој денеска со згоден налаз да се така кажи. Никад не е касно га прату и сега не еве од продукцијски разлози не знам докуде треба да коментирам, ја не сакам да коментирам. Добро. Меѓутоа тоа е едно твое убаво искуство, мада си ти познати на ексију простори или што га правиме обед. Мислиш ли дека има луѓе што можев еве доказ не може да кажеш дека ти си доказ зашто ти у свој бранш си доста познати и Добро. почитуван. Добро. Мислиш ли дека луѓе од X разлози се престанале да поев и сега еве на вој место ги е шанса, Можност. можност да даде шанса, све од себе и да кажем да си кажем некој животну прича зашто престанале, застанале и мислам дека е колку е комерцијално толку и поучно све тој. За разлику да не зборам од други надпроверувања, Слажам никад не е касно, мислам дека има другу димензија на представување на музику и на животни причи на сви таму што Тај учествуваат. сама идеја, идеолог што е дека, значи тој има перфектна идеја. Еве со години тој се докажува дека перфектна идеја. Значи луѓе да кажеме што не су могале да дојдев до медиски простор. Да. Што сакав да бидев среќни, да се испунив, да се најдев на големо сцена, не су мали може. Пошто таму има учесници од зборам од свите. Што се луѓе аматери, полуаматери, што си појават само по дома, сака да се појави да го чуе свите. Да. Можност одлична. Полуаматери, има таму што се луѓе професионалци кои ќе се бави со музику, али па сака да искочи на тој подиум и да го гледа поголема популација, тоа е можност. Да. Пошто нели многу на некој начин многу тешко се добива тај маркетиншки, тај медиски простор за пошто види, мора да кажам, ти си сега улогу на водител. Да. Водителот се ема светска сила. Ми музичари
Ништо не може да бидеме без телевизија водители. Ништо не сме. Како ми наш продукт ќе го промовираме без водители, Да. без телевизија, без. Ај преко радио само аудио снима кореија. Ама да снимаш и видеозапис, па тој треба да се види. Телевизија, Да. водителство. Така Значи, е. ви сте седма сила. Да. Ништо артисти без нас. Дали смо музичари, дали смо артисти или дали било што, значи ништо нема. И мора да има тој соработка. За да Мора се има соработка. извади и да се извади. Ја мислам дека малце на Балкан еве барем или ајде овој делов дека малце наша работа општо, уметничка работа, без разлика водителство, ми смо па на некој начин уметници у свој занат што го работиме. Дефинитивно. И сега малце како да се запоставља за да не можемо за да мора да работиме уште едно или две работи плюс за да бидеме еве да изранимо фамилија, и пак на крај имамо фамилија за кои треба да се старамо и да размислуваме. Од екзистенцијален дел збориш. Да, и сега дали би се сложија со мене, мислам дека доколку у наводници смо добро платени, ти још повише би се посветија на музику и на работа што го работиш и би бие још многу подобар. Се вика мотивација. Да, и дали мислам дека новија наши ексију простори како да се запоставени тие бранши, и глумци еве, дали глумци, дали певачи, дали еве водители, дали стендап комичари, значи да се вратиме низ години наназад, пола од наши глумци не да кажу починава у бедотију, него на рап на екзистенцију. Слажам се. Останава, значи, он посветија толку од свој живот за македонски евергринди, за македонско глумилаштво, за водителство, за новинарство. На крај едва и се знае за njega после толку години, а он, знаеш, свако твое дело што го напишеш ти, пошто спомнамо га Прегерска и Бобите, јас сам многу близак. Многу малце луѓе знаат дека Боби учествуваа и пишуваа музику за Холивуд. Да, и данас ќе пишува за Холивуд. Светски куќи, индиски, значи Боби е и ми сви треба да се извинеме. Светски ранг Боби. Светски ранг. Значи, Јас затоа викам светски ранг. у светски ранг. И ја све ќе направо здраве Боже планирам и он да биде мој гост, затоа зашто го многу поштуј njega како автора, како човека, како текстописац. Значи луѓе да можеме ми да работиме од финансиски гледна точка или од екзистенцијален дел што викаш ти, мислам дека ми би биле још подобри од тоа што го правиме. Па, разбира се, значи да има некој начин фидбек. Да. Не зборимо да спек сака да паре, паре, него свака мотивација, затоа што Боби ми треба да улажеме нешто. Нас ти треба на некој начин финансиски капитал за да нешто уложиме, да снимиш песма, автор, текстописац, студио, тако дали. Исто и тој за вас важи. Да. Значи, у свака уметничка работа, уметност што е поврзано, си треба некој капитал. Да. Значи, за да уложиш ти, па треба нешто, некој бенефит, зашто? За да, нели, да заработиш нешто, пошто наша професионалност е наша екзистенција од тоа. Да. Како што кажа, фамилија, семејство, плаќаме сметки, тако дали. Баш обврска спрема држава, у Значи, најмалу руку. Треба да се свати дека, вас лаковија свирите намам, луѓе, или поет, или артисти, скочија си таму, не, луѓе, и ми имамо домашни обврски, и ми имамо сметки, и ми имамо рачуни што треба да плаќаме, и ми некад подигнемо кредит. Значи, ми од ништо не смо, демек, ослободени. Како сите нормални луѓе, ми имамо екзистенција, тој како да не сваќа за озбиljно, сериозно, наше работно место. Мене ми се дешавало, ти кажеш два вица, цепите се тама, тој ќе дам по едно ракију, чекај друже, остај, да застанеме у старт одма. С ракију не може да се плати сметка. Да, неблагодарно ќе биде од мене ја еве с тебе, значи се кај ти ќе идемо скару дома зашто јас сам кажа 5 вица и да те промовирам тебе како фирма или како било што. Слажам се. Не хигиенски, не културно од моја страна. Ја ќе једу скаро деца дома ќе ми едев маргарини леп. Значи, ама они луѓе не го сваќаат тој такој. Они кажа, они сакав газде преко ноќ да бидам. Ама четири. Или потајно го посакував да бидев на твое место. Да, ја викам изволте. Да. Ама ја нека пробај. Значи и он тако ќе го збори после. Да, затоа зашто нека се ди на негову кожа. Ја имам едно другу филозофија, нели, еве 7-8 години сам у Скопје со жителство и со све.
Тамо малце подруго се цени, брат. Малце ти ga цени в труд повише тој што го работиш ти. И тешко е да улегнеш у тај круг, да не кажу некој зачаран, пошто и дале имам некои трзавице. Улаза се тој круг. Да, а с квалитет. Да си ми жив и здрав. И ти И, значи, с квалитет се улаза. И сега, види, като улегнеш у тај круг, сватиш дека у Скопје, например, тражи добро нешто. На крај не прашувам колку кошта. Добро, иновативно. Да му направиш и крај, тој се завршува. И можда за тој, за жал, и од Куманово и од други градови бегав на куде Скопје, зашто едно ќе кажу, ми кумановци имаме еден синдром на самоуништување, брат. Јас сум реален. Близко смо до Скопје. Да, јас сум реален, затоа зашто поке те прифати во други градови него свој град, наречено Куманово. И некако, кад ќе отидемо сви на куде Скопје или на куде друго место, некако да ни рипне цена. Ја не сакам да збору за другиве, ќе се ставу и ја у тај кош, мада знаеш многу добро, знам те многу добро и ништо не смо сменити у тај поглед. Тачно. Може свак да ми се јави да му помогну, што може, колку може ќе му помогну. И од овој аспект, ама остатак од некој наш свет малце како да си подигне цену и ка, сега па јас с Бобита ќе седам. Чекај, друже, па до вчера седемо заедно. Тачно. Значи, јас само од тој гледно тачко мисле кам малце ми кумановци сме посклони на самоуништување. Синдром, Шо болест е тоа? Брати, ја не знам, ама Диагноза некоја. не да не се раќаме, не за видлак, ама некако како да ни рипне цена многу брзо, брат. Треба да бидеш човек, нели? На крај, кога ќе завршиме за 40-50 години, пак ќе отидемо како што сме дошле и Балашевиќ имаше едно многу изреку, муабет. Многу изреку. Многу. Викаше, што е живот? Кога ќе отидеш на гробишта, имаш датум на раѓање и датум на смрт. Тако е. Тај цртичка у среде, тој е живот. Тоа е живот. Тоа е една мала малецка вика цртичка, тој е живот. Слажем се. Значи, треба да оставимо добро. Ја покушавам еве со цело естраду и со луѓе што се работуju, да биду фер и коректен и да биду добар. Значи, немам зло со никога, не сум се скараја со никој и тако и ќе терам колку и да ме кошта тој, како и да ме кошта, ја мислам дека најубаво е да си градиш среќу на тој успех, а не на нечив неуспех. Слажем се. И да не се тешиш. Да. Не се тешиш овој посел и така дале. Ма види, многу поучни зборови се кажа, нема што да кажу ја така дале, многу поучни зборови, а кој е синдром не знам, кој е лек исто не го знам. А у суштину све кад се оберемо плюс и минус, обично кога човек тука дојде некој песко, па прави некоја сублимација на свој живот назад. Па тоа сам ми е мила исправно, тоа не ми е било исправно. Да. Таа била добра одлука, не е подлука, а прави сублимација, може да прави сублимација на животот од 20 години што. Да. Што Не си што да ни правиш цирнај у сублимација живот. на живот. Не си ни цирнај. Стекна време да кажеме веќе формулиш семејство, формулиш овој, градиш свој имидж, градиш на пословно поле, човечко поле и така дале, па прави сублимација. Па види, кад би си го знае свак свој иднину, наш не би направија некој погрешен чекор. Па добро, знаеш, Ми донасемо некоја одлука, ма таа одлука у момент дали знаеме дали е исправна или исправна. Можда у момент е исправно, да. У момент мислиме Да, дека е исправна, да. али дали исправна време ќе покаже. Тако. Тако сам требаја, тако сам требаја. И едноставно ја од овој мој гледиште тачка викам тако требало да биде, онако треба да биде. Еве едно прашање ќе ти поставам малце. Ако поозбилно, посериозно, додека не од ја го знам одговор. Ја не го знам одговор. Ја имам свој одговор. Тако е. Дали ми управljamo с наши животи? Збору свак. Па, како беше у едну руку да, у другу не, да. У едну руку да, у другу Да, ми можемо малце, или мислимо дека можемо да влијаеме. Дали си го ми пишуваме свак своју среќу или свак своју судбину? Ајде, судбина, кака е судбина асоцира на нешто недобро, Малце полошо, да, демек црна судбина, одма не јај ти, општо ние подиме на црњаци размислуваме одма дека судбина, да. таква му била судбина сега, таква била судбина, Не, ми можемо негативен да- карактер, не. Не, ми Зашто можемо- не кажеме позитивно, ајде среќа га прати све, таква му судбина. Не вика таква му среќа. Да. И сега тие како да ги разграничиме малци, извини малци, Мислам дека среќа
ни е дадено од Бога, а судбино дека некад можеме и ми с наше понашање барем да го коригираме ако не Да си го предизвикам. Да. Не рипни огање за да не се изгориш. Така е. Да. Управо тој сакаше ја да го кажу, свиѓаме ше твој одговор, не оти јас сега. Тако е, да. Цело знање свет сега Не. собраја и оти га знам право одговор. Не, ја имам свој право некој сублимација на сам себе, така дали. И викам нашто. Ако би го сам човек пишуваја, свак на овој планетот човек, свак ќе си го напише да му е феноменална бајка, идеално. Така е. Не идеално, свак. Но ја мислим дека с наши животи управља само единствен наш Создател. И ништо Исто. повеќе. И ја Слагам. тако мислам, може да грешам. Не, и ја би Можда млади 20 години не размислуе тако. Нема јас сега ово ја. Ке решам. Да, ова е наше така дали. Па да, ми донасам одлуку момента, дали спрем дали не време покаже. Па кое тоа е време? Ја и ти га видимо. Нечемо многу озбилни Да, ја и ти га влаземо. видимо, овој шише. А не видимо што има позади шише и подале и подале и подале. И јас мислам дека Може да каже Давид? Може, ајде зал. За видовитост ми текна. Ајде. Отиде човек сака да, пошто ми сме како демек љубопитни, сакаме да го знаеме своју иднину што ме чека, дали ќе биде богат. Дали ќе имам паре, дали ќе имам најволја Две шваљерке, и две шваљерке, шваљерке по 5-6, добро авто да возу, нашо не. И сви го тако доживуваат своју иднину, нели? Да, знае. Човечки разум и начин на размислување. И човек сака тако љубопитен, отише до видовитог и на врата. И те од друга страна видовит. Кој е? Ја вика, па ти да си видовит ке знаеш бе, кој е бе? Па ти ли си видовит бе, ке се враќа се назад. Извини на Не, па тако е. Ја има го још една верзија. Кажи. Иде таму и нека чека да види што ќе каже и чука на врата. И вика кој е? Лошо почнава. Не ми се свиѓа Не ми се свиѓа како почнава кој е. А има еден и за твој браншо. Повели. Свадба и човек свири едно време, зима микрофон, човек што пое. Добро. И вика, ќе ги замолу гости, дедо дава 100 евра да наручи песму, ама нема го вилица, не разбирамо што ќе каже. Најдете го вилица, дедо да наручи песму. Ако не нема 100 евра. Ако не нема 100 евра, Нема тоа е пари. најбитно. Бог. Бобче, некоја интересна дешавка што би могаја да го споделиш, а знам дека имаш милион, брат. Много има. Ке ти кажу моја лично. Да? Још у нижу музичку школу, прва, втора, трета година. Ја так свиреше хармонику. И така бемо Боби како генерацијски ми заедно смо. На некој начин генерацијски ми бемо како миленици така у школа, нижу музичку школу. Сега свак си дава некој вежба што треба да го работи и увек на крај се дава нели концерт за родители, што има. Као преку целогодневно вежбаш и свиримо добро, ми оти не знаеме ми го навежбаме, знаеме го на памет, знаеш. Да. А професор Миодор Божиновски што више не е меѓу нас и така дали, многу други професори и така дали што. А кој се предаваше клавир? Миодор Божиновски. А да, ми предаваше солфеж. Она ми е драга пријателјка. Значи ми сме памтиш ги нешто, тој Да. Она е постар од мене, јас сам бија дете со едни наши кутни пријатели и дугачки години испорасна с њума. Едно време ја почнах хармонику да свирам, виде дека играно ми е боље. Добро. Повише бараташ с ноги од с руки. Да, добро. Извини што да прекинам, мора ти кажа нешто. Навивачи су ти пропаднати спортисти, а играоци су ти пропали музичари. Овој не се не знае, сега знам. Да знаеш. Сега знам. Све имамо ритам, слух, музику, песну, али не можемо, брат. Пршчега немаш. Пршчега нема, брат. Гитара немаш. Боле ако е за рукчиња, брат. Посигурно нема да Посигурно за падне. рукчиња, брат. Никад. И доаѓа концерти ги праве смо и од денонска има си тој. Тој е такој, мислим, сваку класу професор нели што има, Да. дете негово да свири закони. Пуна сала родители во кој не од ја не го знам тој вежба. Цело не го вежбам, знаем го и Боби све. Ја и Боби сме свирили и како соло и у оркестар. Да. И доаѓа на мене ред, дали беше трети, четврти, не се питам, и сега нели хармонику искачам, како дете хармонику на себе, носо си ги нота, бом, ставljam на пулт, аплауз од публику, ја откопчују тој хармоника во кој спремам се и гледам, не су тие ноти. Гледам ги, абе не е моја вежба. Па гледам го хармонику, гледам ноте, а таму порой се вика, Боби, почни. И ја збудет. Па еше бо на аплаусот.
Родители Треба да разбием. Треба да се знае, родители знае, да. Ми мали така, знаеш така. И ја па дремо, гледам го, кочија сум се, што да правам? Не знам што да правам. И професор бе, Боби, почни го таму, дизам руку позади тие врата. Да. Боби, почни го. И ја па чуто. Ништо. Па ше бута аплауз публику. И ја почињам, бомбара, свире го вежба супер. Да. И аплауз, и професор, Боби, што ти кажа, бе? Абе, не су тие ноти, професор, бе, Боби, окренаја си ги ноти наопачки. Абе, Боби, наопачки си го ставија, бе, ноти. А у тој момент уштумаш се. А не отија дека него за мене на памет сам го научил. Да. Ама чекај ти. Ти матере не ги регистрираш ноте, ама на почеток не су тие. Сега, тие години дете, знаеш кој ете таа е на први догодовштина мој, што да ти кажеш смешке. За смеево. Јас с игрорно имам преубави моменти, затоа зашто игрорно ме исчиличи како дете, прави да се развиеш, затоа може да еве саки сам успешен колку што сам успешен, не сам најдобар, увек може боле. Така е. И не ни сакам да бидам најдобар, добро е во кое. Тај трема, тај однос с публику, тај, значи, можда затоа од рани детски години, дали тој беше еден цел Бобина, еден образован систем каде што деца не гура сва. Не те бива за стрелјашто куде бранета, кидеш у литературно тамо. Кидеш директорка Виолета Деур беше. Значи имаше стрелјашто литературна секција, музичка секција, Ико Матијашевиќ имаше радио, мислам дека на времето како и да се беше, како и да се викаше, Маки беше, значи ми сме биле 200 до 300 деца со куде Маките беше. Од најмалу возраст од 4 години до 15-16 дома. Све Да. Многу секции, музичка секција имаше секција, ликовна, музичка, тако е, бендови, литературна, ораторска секција, значи се. И дали можда тој допринесе да еве и ден денес ке се држимо, успевамо, пробивамо се у оваков простор. Дали ми дека би требало тој да се заврати куде свите деца? О, Боби. Не дека не сакам и те како сакам млада популација. И тоа е само и тоа е една врста социализација и дружење. Значи не е тоа све за џабе такво нешто направено. Социјација, дружење, да гостуваш, да се челичиш, да ги учиш пуно работе, Маки е перфектен. Перфектен, Маки. И денес Маки си тој функционира. Зошто функционира? Затоа што е перфектен. Да. Значи он тој работи од колку генерација деца израстаа, ја мислам дека и још ќе расте. Ја почна каде него од 7 години, заврши како пионерски инструктор, последен пат бе сме у Шпанија 2003 година, 17 дана. Значи, почна од туја, од играорац обичан, извини, кад почна да ги учи основни кораци од играно, до пионерски инструктор, каде што имаше своја група од 40 деца. Значи, мислам дека може и тој фали на овој младињу и војска дефинитивно фали. Затоа ништо не се навраќам уопште, фали. Пошто таму многу работа се учив, така да али нажалост има некоја висша сила што тој не може. Ми имаме само желји и волјата тој да се врати, да млада генерација да го тој осети. Страхопочит, почит према генерацијска почит, хиерархиска почит. Нажалост се губи. Значи тоа е cilj на некои луѓе што сакав да се изгуби и човечност и така дали, и почит и верба и така дали, така дали. Значи тоа е, да не улазам у тие теме. Мислим, планови за будучност. За будучност планови сега ти кажеш оно дешавко, само да се каде беше. Каде беше. Избегаме сега мисла, сакаше да се надовржа на твој некој дешавко, ама избегаме мисли. Па вика еднина, што да кажу за мој еднино? Само да кажу мои планови. Еве, задни пут наступува с едну песма на Тума фестивал. Моја жена домакица се вика. Ја кога го прочитав текст, мислим, подугашко време не сум учествувал на овој наш фестивал од Куманово и Драган Јаки ми се јави, вика, бе, Боби, ај прочитам вика еден текст. Ај викам прочитам и читам го текст. Читам го и смеју се нон-стоп. Моја жена домакица, најголема е куравица, ја па куварица. Извини, помешај ги куварица. Пече меси и сервира. Боже, викам, чекај добро. Пицу, па нешто пицу не су го пробале, па не су знале, па кога су го пробале пицу, па су ми честитале. Боже, кога го читам, смеју се, бе, не еднолично, дволично. Тројлично значење. Не, овој ми се смее, викам, овој ми се свија песма. Да.
Из текст Бору. Така. Слаѓана пишуваше. Браво. Наша Да. позната Слаѓана. И ја викам Боби, викам ајде нешто да направиме да напишеме текст за нова свија и тако со Бобите соработка Маце Серафимовски, дадемо некој обликче, снимамо го уште еден Боби што се вика во Скопје студио. Откала си И Боби. каде искачи песма и Боби студио вика бе кај го најде овој текст бе вика. Што да ти кажам? Имав можност луѓе да го чуев, имам на мој YouTube канал. Мислим многу е штосна и чува го пар луѓе тој за њома сакам да правам видеозапис, пошто заслужува таа песма. Што можеме да ти Да помогнеме? писуваме до памус, да, Што знам можеме да дека... ти помогнеме, имаш Да. нашу помош обавезно. Бубче, фала што беше мој гост. Надам се Што дека... предели време? Чека бе. Знаеш што? знам, не тој ми е cilj. знам, Кажамо ти дека нема да трае многу, ама ќе ти кажеш дека сати 10-15 минута веќе снимамо. Па мислите прво почнаваме шера. Не смо ни почнале. Не бе, Боби не почнав. Да, Ама не. зашто толку сунчано кога дете? За да се мисли дека е ден, брат. О, бе, А ти наочарке, боже, бре. Нели Викам, светло огрејане изгледа? слънце. Мене ме греало слънце со овој екипа, ќе видиме што ќе ме зајде. Ја викам да почнавам, викам да појсме песма, викам Тој ми е и cilj на новиот подкаст. Затоа че ти смешкаш, гледаш нешто добро. Ја гледам, ја знам за тоа зашто значи со пуно гости што ми доваѓам, прво вика леле брат, што знам колку отприлики ќе трае и сакнели, ја кажу зависи 40 минута до пола сат, 50 минута максимум и едно време Никола ми прави се ќе ја кажу и виц за Рамчето, кажу вика пошто го гледам дека ми мандал тамо со руке. Добро. Рамче игра фудбал. Добро. Нели сега како игра фудбал и гледа го тренера и тренер му прави и Рамче, не салто бе, измена! Измена бе, не салто! Така гледам га Никола ми прави од тамо, тамо постана салто па ми текна. Прави салто топка избегава. Што дојде с песму, можеш и да завршиш. Да заврши се А чекај, ја да најавам, пред да ga завршиме подкаст и Бобче да каже нешто, ако сакате да испое нешто, не да каже, у старо време беше да каже едно песмо. Кажи го едно песма. Вие ако сакате да видите што се е све дешавало, запратите на овој линк и ставите subscribe. Никола такој ли беше? Yes! Конечно да погледам. Ајде, Бобче, Што да правиме бе? едно убаво за goodbye. Сви се убави. Да. Не ми тек тоа. Имате ли предлог, сакате ли некој желја, ама плаќе се мислим. Шеко ќе дојдем у едно село. Таму имате желја. Да. Добро, дека мој избор. Твој избор. Чекај. Тебе чувам за крај. Не бе, едно кумално. Ајде, може, брате. Умреа батко Ѓорѓија, мори бабо, за едну чашку ракију. Умреа батко Ѓорѓија, мори бабо, за едну чашку ракију. Не умреа од болест, мори бабо, тук е умреа од лудост, не умреа од болест, мори бабо, тук е умреа од лудост. Доста, а? Не сум забравил да. Имаш 16 построфи, 2 рефрена, ама немам време. Нема време, картица немаше. Нема време. Бобче, фала ти се ше Фала и на беше покана. мој гокс. Следеќу сезон обавезно. Добро. Ќе имамо још што да си кажеме. Па, слушай, ќе ангажирам советници, малце онај... Да, да биде. Да се спрема за следеќу сезон. Да се избоксамо. Па јас сак пред да трча еден кругоре. Со колан, Да, да бе. немаш паркинг. Да, трча с авто. Следеќи сезон с клавиатурна Па Ај, ќе може. викнеме и колешко некој, па ќе правиме лайв. Ливе. Бобче, фала еше путе, брат. Много среден тип. Да, нели? Па да, викам кад подедек саке. Само чекам да кажеш Боби да оде време. Викам. Боби, чим кажа Боби, знам, викам, прошло време. Брат, дали, току ли беше Никола, да. Гледај, Бобче.